Ако ја презимиме оваа пролет, нема проблем. Лесно ќе биде, бидејќи ќе дојде летото. Или ако сакам да тропнам глупост и да се изразам во стилот на надлежниве и покрај тоа што имаат еден куп пиар покрај себе, би рекол, например, вака. Сите оние што почина ова есен, за нив немаше зима. Некој друг зимаш. И кој што реков минатиот пат, ние очигледно многу подобро живееме, само што тоа уште не го знаеме. А еве и доказ за тоа. Ал Капоне да знаеше за ова совраќање ДДВ, немаше да умре во затвор за неплатен данок. Па човекот ќе си скенираше и само ќе си се богатеше. Да, ќе заборавев. Имаме најнови мерки. Ама да ви кажам, џабе вие ги затворате и кафеаните и рестораните, кога нашиве веќе научија по гробишта да јадат и да пијат. Демек, оттаму доаѓала заразата, а? Ајде да видиме дали е така. Ајде. Дај уште. Видоте? Сите еден до друг и си дишат во вратот, кој што ВМРО му дише на СДСМ. И што сега? Со затворањето на рестораните и кафеаните, вие од корона ќе не лечите или од алкохолизам? Така, морам малку да сум на страната на кафеанџиите. Па така се брка маркетинг. Сега си спечелив по една гратис, откако ќе отворат. И па нема работа. И така е кога ја држите 102 и пари не давате. Од нешто мора да живееме, а и со нешто мора да се лечиме. Од тоа што нема работа излезноста на кафе, секој работен ден изминатиот период беше 107,2%. Гласачите, пијачите, мислам, се скоро секогаш исти и најредовни. Оние што постојано се жалат дека работа немаат, а секој ден за кафе имаат. Едно мартини, со шеќер или без шеќер? Па средно ако може. Ето таквите што наместо на работа седат на кафе таму, ваму човек не умрел и немаше кој да го спаси. Немало, демек, надлежни. Секоја чест за Блаже Конески, ама една работа утнал. Требало изрично да го забрани во македонскиот литературен јазик изразот "не сме надлежни". Тоа под итно треба да се исврли. Овде кај нас никој за ништо не е надлежен. Едно шалтерскиот систем и понатаму работи брзо и скоро перфектно. Зашто и да се обратите ке чуете, не, ние не сме надлежни на следниот шалтер. Ајде, следен може? Па како бе следен? Нели едно шалтерски систем? Да, заборави, виако еднаш веќе реков, едно шалтерски затоа што од 10 шалтери само еден работи. Другите нон-стоп одмараат или ногти лакираат. Пауза за доручек ви трае повеќе од колку работното време, А да не зборувам јас премногу, Да не завршам и јас во ќумес или кафес, како ластовичката која слободно летала и наишта на папагалот во кафес и го прашала: зошто си ти во кафес? Па зборувам, рекол папагалот. Ете, затоа сум во кафес. Јас да пуштам и другите да зборуваат, а останатите што се по дома, нека се смеат на се она што ќе го видат и денеска во Нема љутиш. Да не мува бре у стомак, у ребра, у жлючку, уништи ме више. Телефони, фейсбуци, мейсбуци, знае бе да пишуе, нема гале. И пишуе на мајко му, на месенџер. Мамо, покушај да се подобри, сапатничавост уствари го влошуе и онакој лошу состојбу. Тато, прати ми одма 3000 евра. Сакам да сниму CD. Колку може ти да си грешија, па ти си добар човек, ти си у моју парохију многу години уназад, знам те ја тебе. Штом жена те фати под руку, да знаеш дека е бетер него да те е стапкала под ноги. Проди. Што звори? Да видиш, мераци, шат пат. На твој смен. На мој смен. Во животот променив многу работи. Дома променив се. Го сменив работното место. Го променив најдобриот другар затоа што сватив дека тоа никогаш и не бил.
ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. И сега кога ќе помислам, постојано менував се. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. Потврдено од семејствата во Македонија. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Секое дрво си има свој живот и своја приказна. Арис Ленино го продолжува животот на производите од дрво, кожа, медијапан и пластика, спречува надворешно влијание и на волшебен начин им дава сјај на вечна младост. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Стој! Кој иде? Познаваме, а? Стојко иде, нормално. Текнуе ли ти у војску кад беме ставре, на стражу, пушку у руке, кад некој иде од тамо, а ти викаш, стој, кој иде? Ке пуцам! А, бре, сак ке пукну од муку. Стојко, стој тамо, држи овој. Не привади намо. Влечи, добро е. Тачно 2. Како два бе петипол по пладне, бе, ти нешто не си добар, 2 метра, Стојко, тачно. Бегај, држи дистанцу. Позитиван сам. Бе, тој не е лошо, па ти си увек бија позитиван, ти никад не се бија намрштен. Сак сам намрштен. Изгора, бре, од температуру цел ној 39,8. И не знам што да праву са жену и дете, бре. Мора нешто да смислу у куќарче овој, моје да ги раздвоју си мора у посебни собе. Па ти имаш само 2 соби и купатило. А, нашиот сам ја решење. Ха-ха, жену ке прату куде комшику. А, за сина само дом. Па он си е дом. Не, бре, овој наш дом, знаеш за кој дом збору? Дом за деца, там ќе га прату. Па ти нели га праќа 3 пут у тој дом за деца, бе, Ставре. Директор ти га враќа. Што му кажаја последни пут кад га прати, још еден пут татко ти ако те прати, ке те туру у комбе и правац Гевгелија. Не знам, за тој не се сеќам. Што тој за Гевгелио? Па да га пријави како избеглица од Сирију, бе. А жено ти исто не можеш кај комшико да го пратиш и она е во изолацију. О, и она ли? Па так ништо, проваѓам на план Б. Кој ти е план Б? Како што направи брат Цане од Жеглјане. Ке зему и жену ке изолирам скроз. Како? У купатило. Како, бре? Лако! Ха-ха! Са се изолир, бре! Ке го изолирам скроз, Стојко! Ке зему прво, ке набутам највише уста. О, туја, Стојко, најлошо искача. После ке зему руке, ке го замотам убаво и ке залепу. Да не мува, бре, у стомак, у ребра, у жлючку, уништи ме више. И на крај, ноге, ке залепу, убаво залепу и да не морда и готово. А син ти? Па син, за сина убаво викаш, не ти е лошо тој за Гевгелио. Ке однесу таму у Гевгелио и ако не бива избеглица, ке изгубу тоја. Како да изгубиш? Па не ли ти текнуе, бре, Стојко? Гевгелија, казина, ке уложу, ке изгубу и готово. Стој тамо, 2 метра. Синче, 7 години. Ама сак покрај овие телефони, фейсбуци, мейсбуци, знае бе да пишуе, нема гале. И пишуе на мајко му, на месенџер.
мамо, куде си? Мајка му се враќа од работа. Еве, мама, сине, од работа се враќа. Она му пише, чита, деца, око не ги трепења. Ама, сак, баш куде си? Сине, еве, мама ти кажа, пише, мама ти кажа, враќам се дома. Мамо, многу сам гладан, пишуе. Овај па му пишуе, еве де, иду. Ама, јас сам стварно гладан, па пишуе. Па овај враќа. Па добро, татко ти е дома. Дете пишуе. Дома е, ама и он е гладан. Сапатничев. Утепуе се нарамно. Не е тој карактерна особина. Повише е физички недостаток. Има луѓе кои со тој се раѓа. Тој почиња још од проодување и трае цел живот. Никакав тренинг не помага да се подобри стање. Што е још потрагично, покушај да се подобри, сапатничевост уствари го влошуе и онакој лошу состојбу. Прв знак е баш кај ќе се утепа нарамно. Па продолжуе с донасање кафе на гости у послужавник и нормално расипување на исто на само што перен и штиркан чашав. Стадиуми што следив само ги допунуев коцке у мозаик и го правив целосну слику на сапатничевах. Тачна диагноза се поставја на свадбу на Даду и тој на унасање на торту на 4 спрата с младоженци одозгора. Улегне у салу с 400 госта и на друг корак утата, напрчи го торту. Летне младожења и снашка, цела свадба вика ова е сапатничев. Девојче некој од село дошло да живи у град, ќерка на некоја селјак домаќин човеком живи си на село. Имаја пари, не био сиромашен, дај му нешто пари, она дојде у град и потрошив се пари, натамо, давамо облекло, ново, да биде модерна, троши, кирија, шета и снемала пари. Вика, што ќе право, мајко му чула, певачица најбрзо успевале. Што да прави, нема пари да сниме албум и земе на тату, пише писмо. Тато, прати ми одма 3000 евра. Сакам да сниму CD. Одговор стигнае за само 3 дана. Татко пишуе. Ќерко, ќе ти прату 100 евра. Ти да снимиш главу прво. Ајде, чедо Божие, чим се решија да се исповеда, семнито и капа од главу, па да почне. Што си толку грешија, ти па сакаш да се исповедаш? Што си грешен? Много се грешија, како да сум, много. Колку може ти да си грешија, па ти си добар човек, ти си у моју парохiju многу години уназад, знам те ја тебе. Ба, не, ако ме знаеш да попе, не сум ја лош човека, много пиуе да попе. Па добро, ми сви пинуемо помалко. Сви помалку, ама ја много да попе, не валја. Па добро да не валја. Не е добро, него не валја, еве и доктор кажа не валја. Многу сам се разболеа да попе и вика дека комај крај ми се ближи, не ми останува још многу. Па добро бе сак, сви нас не чека тај дупка. Тај дупка, да попе ја за тој, што знаме да попе, некако, ме страо, тој дупку ме, па плюс да попе земја од озгора, страј имам некако затворен простор, како фобију некој, нели може бе да попе за мене нешто друго, не знам да не биду дупку, него еве, например, тоа е сега модерно да попе тој, да биду кремиран, а? Не. Значи не можу кремиран. Па не знам, бе, да попе, дај да смислимо нешто. Ако не можу да биду кремиран,
Ако не може да биде кремиран, може ли да биде флаширан? Да па. Ете ја порано пред да се ожену, такој сакаше да си шетам натамо, навамо, загледуеше тамо, вам. Па што бе? Да си најду нешто што? Арно му, тој време приметиме татко на овој мојото и ми вика: Досе, ти што туја само се врткаш, ќе го зимаш ли ќерку ми или не? Не, викам, не. Јаете сак за сак, само на кој разгледуju. Иде, мајку му и на крај, па њума го зема. Ја сам ти феномен, бе. Уплати лото, а доби бинго. Да, бе, оната кој после ми кажа: мене кад си ме земаја досе, како на лото да си добија. Да сам знаја да не сам ga ни уплатија. Ја бре викна бинго, зашто на лото доби. А она одма помисли дека у њума се заљуби. И готово. Штом жена те фати под руку, да знаеш дека е бетер него да те е стапкала под ноги. И готово. Више не се одели. Па ај бре она, па и мајка. Бре, мајково, не сам знае. Овој женење ти било како оној среза 100. Едно платиш, 2 си земеш. Па ајка дојде бре дома куде нас, мора да го трпу и такој. Ама и кад не е куде нас бре, само врти на тај телефон и за новета нешто. Досадна е бре, мајко му, како вирус. Вика жена онај ден: Досе, телефон ти звони. Викам, види што пишуе. Вика жена, пишуе COVID-19. Јави се, викам, мајка ти е. Не знаеш, бре, што е поопасно. Ама да ви кажу, научија сам. Од бабу, поопасно е само кад видиш добру комшику на тараву. Убаво, бре, убаво прочита кад проваѓаше куде њума на порту што пишуе. Куче не е опасно. Чувај се од бабу. Много сака да прераскажуе турски серије. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутре, Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Арис де Грас, сега во 2 нови верзии, под контрола на италијански технолози. Памтите ли дека на времето у италијански парламент имаше порно звезда? Чичолина. Па дошло време и у македонски парламент да има, ама не порно звезда, него проститутка. Изберена јавно, нормално, с мнозинство на гласови. И сак прва седница на парламент искача еден депутат, прва тачка он разглаба, прави мобет, разговара, искача друг депутат, пратеник.
Објаснuje, раскажuje, проститутка слуша. Друга седница. Искача па некој парламентарац, дава предлог, критикуе, објаснuje, проститутка слуша. Искача друг пратеник, исто дава предлог, критикуе, море, то те пање ке го доведуев. Проститутка слуша. Треќа седница. Прва на бину, проститутка. Цак, цук, цак, цук, цак, цук. Доваѓа на микрофон. Поштовани колеги. Многу студено. Не требаше да искачаме на пауза. О, ти па како стариш, само се жалиш. Надвор ти студено, у канцеларiju саклет, не знам виш, само се жалиш. Не се сега жалу. Многу сам радосан, ей. Девојко да не пади. Не, бе, не, девојко. Мерак. Знаеш што е мерак? Они викав, од мерак прво унуче и друга жена у гузицу се целио. А, тој ја не знам. Ја немаше прву жену, одма преде на другу. Чека да ти кажа. А, И вчера беше ја на смена да го чувам унуче. и? Проди. Абе, што збори? Абе, да видиш, мераци, шат пат. На твоју смену? На моју смену. Браво. И си викам, Милна, дедове, проди он. Све разбира, да видиш, Бре. Аха, и му викам, ај сак Милна, дедо, полека до фриждер, донеси му на дедо едно пивце. Не. Па, што си бе направија? Какъв дедо си бе ти? Зашто бе, што фали бе, што е работа? Како што фали бе? Ја фалу. Заш да малтретираш дете бе? Ако треба да ти донесе некој пиво, ја ќе донесу пиво, само треба да ме викнеш. Абе, ти можеш да дојдеш каде мене и да донесеш пиво, ама од твој фрижидер. И за мене, нормално. Не, види ga бе, како стари, се постиснат бива. Абе, добро бе, само да се зима, мајко му, само да зима. Абе, само да зима. Па доста дава, бе, цел живот давам, бе, да му се не види. Па да зема и ја нешто. Да земеш. Оно што викав стари људи, како деца, само пажњу тражив, нешто да ги дадеш, да земе вони. И што викав у Скопје, што постари људи, све тој повише рози добиваат. Абе, тоа е за жене, не е за муж. Не, ја, и за мужи има себе, не ли знаеш? Оу, цел букет рози за муж. Остеопороза, артроза, склероза. Ама многу почна да ми да стаѓаш. Знаеш, доваѓа ми на мене, абе, да ти кажу нешто, да те увреду. Ама, не ми те кинја сак. Склероза. Ете, не ти текнуе. Склероза. Еве, имам и добра вест, имам, да не кажете само лоши вести ширам. Доаѓаат вакцини и тоа за масовно вакцинирање. Не само кај нас, доаѓаат во целиот регион. Тамо додуша многу порано отколку кај нас, ама добро. Се е добро кога добро ќе се сврши. Македонките и србинките ќе поминат онак, ќе мораат да се вакцинираат, а најдобро ќе поминат хрватките. Они ќе се цијепати. Па, што сум јас виновен сега? Не убивајте го гласникот, така тие велат, а јас само пренесувам. Вест пренесувам, вест, не вирус. Не, од вирус се штитам, така што почитувам мерки и пијам лекови превентивно. Аптекарката вчера ме праша, сакаш да ти пишам како се пие лекот? Ма не треба, велам, знам јас како се пие, го ставаш во уста и го голташ. Ако и вие го проголтавте ова што ние денес ви го сервиравме во вид на хумор, тогаш бидете со нас и следната недела. Тука, на ова исто место. До тогаш, чао! Ја тој не знам, не сам пробај, ја од одма погреши, ја од одма погреши. Македонките и србинките ќе поминак. Како бе ќе поминак? Стој! Едно мартини, вели.
Много сака да перескуши. Кралеве да се Ете затоа сум во кафес. А зашто летам ја кад сум папагал? Ја тој не сум пробаја. Ја не може прву жену, одма на другу. Пројде. Еве, имам и